Високи функционери на ДУИ искористиле инсайдерски информации за планирањето на новата траса Скопје-Блаце и си купиле земјиште за да можат да искористат од државата милионски суми од експроприацијата. Министерот за транспорт Александар Николовски предупреди за голем криминал, откривајќи дека трасата била прецртана во планински дел, каде според него земјиштето преминало во собственост на функционери од ДУИ. Кога доаѓате од Косово кон Македонија, дел од автопатот поминува низ река, еден убав автопат кој изгледа дека е тежок и скап, но во суштина е ефтин. Зашто не градите тунели и немате експроприација? По секоја логика, зашто границите се вештачка работа и не се дел од природата, автопатот треба да продолжи по истата линија кон Скопје. Но проектантите од јавното претпријатие за државни патишта под раководство на поранешниот директор Еју Простеми од ДУИ побарале мислење од Министерството за животна средина, кое пак по брза постапка им дало мислење дека тој простор треба да се заштити како еколошки заштитено подрачје и сугерираа да се помести трасата. Трасата се поместува низ планината, а од неа дури 6 километри треба да се тунели. И проектираната цена за која има обезбедено средства од Европската банка за обнова и развој од 171 милион евра се качува на 240 милиони евра или ја криваат вредноста за 70 милиони евра, што ќе го направи најскап автопат било каде во регионот, бидејќи 1 километар би чинел околу 20 милиони евра. Според Николовски, освен што ваквото трошење пари е расипничко, дотолку повеќе е продлабочен проблемот бидејќи не може да се изведат 6 километри тунели во 4 години. Одлуката на владата за ревизија е и од причина што ако се изгради овој автопат и Косово ќе треба да ја пробива планината и да го спои патот со постојниот. Јас сум подобро да го стопираме неколку месеци и да направиме изводлив проект, отколку да остане неизводлив проект. Да бидам директен, за да нема пак манипулации. Јас сум за се изгради Скопје-Блаце и ќе се изгради, но по реална цена и без манипулации. Поради погрешниот и нелогичен избор на траси од претходните раководители на јавното претпријатие за државни патишта, кои избрале планински терен, тежок и скап за изградба без јасни причини. Сега ќе се бара поодржливо решение, најави власта. Николовски откри уште еден скандал поврзан со Бехтел и ЕНКА. Надзорот го врши компанија од Италија која таму има 0 евра обрт, а најголем дел од обртот е во Македонија и Молдавија. Директор на таа фирма е поранешен вработен во Министерството за транспорт, што е судир на интереси. Николовски ја начна и дилемата зошто токму оваа фирма била избрана за да го врши надзорот, а не, например, американската компанија Хил, која е број 1 за надзор во САД, или француската компанија Ежис, која е број 1 за надзор во Франција.